Колешке, за Македонија зборувате? Браво. Тоа не го зборуваат, односно така не ја гледаат државата, граѓаните кои што верувам дека сега не следат на малите екрани. Затоа што нивниот живот воопшто не е бајка онака како што се обидувате да го представите вие. Колешке, зборевте, значи би сакала само да одам по вашата реплика, ви дадам кратка контрареплика и да не навлегуваме во дебата, бидејќи никогаш не би завршиле ако ги користиме овие 20 минути. Значи, зборувавте за општествените станови, дека тоа некој го искреирал, меѓутоа јас воопшто не би зборувала за тема која што не ја познавам. Затоа ви кажав дека јас не сум убеден во извештајот што го читавте вие тука, дека вие сте самите убедени во неговата веродостојност. Од Министерството веројатно некој напишал нешто, може би изгрешил, може би ќе порече утре, бидејќи да, политиката на СДСМ и Зоран Заев се реков, после заборев и пореков, така и на ова министерство нема да ме изненади доколку е така. Значи, зборувавте дека може би не е само од општествените станови, дека може би станува збор и за комерцијална градба на државни станови. Па колешке да ве прашам, дали знаете колку државни комерцијални станови сте изградиле во ваше време, во 4 години? А колку има изградено ВМРО ДПМН и колку приходи имало ВМРО ДПМН за времето на владењето на ВМРО ДПМН? Сега колешке понатаму. Дали знаете дека ВМРО ДПМН во своето владење градеше социјални станови врз база на проекти, значи F-16 и F-32, тие што сте добро упатени сигурно ја знаат ова проблематика и знаат дека овие станови никогаш, ама никогаш не смеат да бидат продадени. Туку истите можат само да се издаваат на лица кои што ги исполнуваат законските услови, односно се една од 6 категории за социјални случаеви во Република Македонија. Значи, колешке, вие не знаете како да ги издадете становите кои што ние ги изградивме. 4 години стои социјална зграда во Струмица, која што се уште клучевите на нашите сограѓани не им се дадени. 4 години не знаете, 5 пати поништувавте оглас, само да ги издадете, а да не зборувам да ги изградите, да направите проект, да направите, да земете земјиште, да почнете по фази да градите. Значи, не знаете. Не знаете да градите, знаете да распродавате, меѓутоа и овие тези кои што ги кажавте тука, колешке, воопшто не ви се издржани. Понатаму, не е потреба од префрлање, значи имате право да се јавите и да зборувате, затоа без нервози нема потреба. Значи, зборувавте дека, еве сега ќе ве цитирам, дека сигурно државата или владата има некоја креирана политика во оваа област. Колешки, вие навистина не знаете да креирате ниту една политика. За жал, институциите во оваа држава не се со ниту една креирана или реализирана политика од вашето време. Понатаму зборувавте за вработеноста и навистина некој да ве слушне, ќе си рече дека не живее во Македонија, ќе си рече дека живееме во Шведска, Данска, не знам јас каде, меѓутоа граѓаните во оваа држава се невработени. И да, во овој буџет повторно ги зголемувате привремените вработувања, мислејќи дека ќе ви остане уште некое време, па во институциите да си вдомите уште некој партиски послушник. Меѓутоа, колешке, во оваа држава живеат и граѓани кои што навистина немаат среќа да бидат вработени преку партијата на СДСМ. Немаат среќа, работат по фабрики кои што вие ги затворивте, кои што кризата ги затвори. Работат во државна администрација, за која што години и години се нема поместено платата. И да, рековте дека ќе се зголемуваат платите, ама на кој? Ќе се зголемуваат платите само на неколку сектори. Ќе се зголемуваат платите само на јавните обвинители и на судиите, ќе се зголемуваат платите на инспекцијските служби, ќе се зголемуваат платите на образованието и војниците. Значи, што е со службениците кои што работат во администрацијата на судовите? Што е со службениците
или советниците, или приправниците кои што работат во јавното обвинителство? Што е со нашите соработници во нашата администрација, кои што години и години работат и кои што земаат минимална плата за нивното работење, цел ден седат тука. Седат додека ние тука беседиме и ве слушаме како вие зборувате фантазии од некоја друга држава, за жал. Понатаму би кажала уште неколку зборува за тоа што зборувавте за социјалните случаеви. Да, јас сум активно уклучена, додека сум пратеник, затоа што секогаш ќе бидам уклучена и со идеи и со амандмани, да можам да помогнам на што е можно повеќе социјално ранливи категории и понатаму ќе работам на истото. Меѓутоа, колешки, вие не крена вака за да гласате за ниту еден таков амандман. И јас навистина со жал можам да кажам пред македонската јавност дека ова што го зборувате не го применувате. Инаку навистина верувам во вашата намера, дека е сосема искрена и дека би сакала да помогнеме, меѓутоа ова треба да го видиме на дело. Значи, да гласате за амандманите кои што ги поднесуваме и кои што заеднички сметаме дека се од интерес за овие социјално ранливи категории. Зборувавте за заштитата на децата, зборувавте за некакви детски права и така натаму. Меѓутоа, еве ќе ве прашам, нашата позната акција или проект за трето дете и проект за четврто дете, што направивте? Сега ви велите дека ги зголемувате некакви си права, да, може би оправдано, меѓутоа прво што направивте е ги укинавте овие проекти кои што ги создаде ВМРО ДПМН. Зошто? Заради тоа што ви смета популацијата на македонците во Македонија? Или, еве, да ве прашам за пензионерите. Што имате да кажете за пензионерите? Што направивте? Освен тоа што го укинавте секоја година зголемувањето на пензиите на пензионерите, што направивте? Зошто не кажавте дека за нив имате направено нешто? Или за тоа ќе го скокнеме? Изборувавте за една ваша фамозна мерка во списокот на реализирани проекти и рековте дека сте ја укинале радиодифузната такса и браво. Тоа е вашиот најголем успех во овие 4 години, меѓутоа еве, додека сум овде на говорница, да искористам репликата, бидејќи ме подсетивте, и да му кажам на министерот дека итно мора да изврши увид во ставките кои што се однесуваат за аудио-визуелни услуги и МРТВ, бидејќи законскиот услов е истите да изнесуваат 1%, а не 0,4%, како што во моментот се имплементирани во овој буџет. Се надевам дека ќе реагирате, еве вие од владеачкото мнозинство, доколку го имате, и ќе извршите промена на оваа ставка. И само за крај, за да одговорам на вашите тези за енергетиката, знаете ли што е ова? Ова е местото каде што се ископува јаглен во рек Битола. Така е во моментот. А знаете ли како беше за време на ВМРО ДПМН? Еве вака. Еве вака. И повеќе немам потреба за ништо што да зборувам. Ова е разликата помеѓу владењето на СДСМ и владењето на ВМРО ДПМН. Затоа вашите празни флоскули повеќе не поминуваат кај граѓаните. Ви кажаа на избори.